Празни маси и изгасени светла. Ваква е сликата во угостителските објекти во Тетово. Повеќе од еден месец, рестораните и кафулињата се затворени. Угостителите беа првите, од кои се бараше целосно да ги затворат своите објекти. Велат се соочуваат со навистина тежок период, бидејќи нивниот опстанок зависи од луѓето и нивната посета. Тековните трошоци течат, значи ние смо работали. Еве кратко да објасним, значи ти си работал. Тековни имаш фактуре што ти доспеале, струјата доспеала, ти си затворен, немаш никаков прилив на средства. А те чека одлив многу голем. Чи прво, првата бројка е вработените што чекаат плата. А дали ти си изработал, дали си направил толку промет првите 10 на 2-13 дена, за да можеш да исплатиш прво платите. Сега е точно многу од угостителскиот сектор, над 90% работат месец за месец. Секој одложување, секој неработање е стравичен удар на угостителството. Кредитите кои беа најавени како мерки не се гаранција за успешно продолжување на бизнисот, велат угостителите, колку ќе можат клиентите да трошат, а колку угостителите да функционираат со полни капацитети. Кредитот од една страна за некого е добро дојден. Значи свежа инекција. Само таа инекција ти можеш да го вратиш. Се прашува сега секој од нас ќе не отвора. Не е битно, ќе пројде и вирус и све. Ќе се отвора угостителите. Со кој капацитет ние ќе продолжиме со работа? Народот е прво потрошен. Ние сме свите сега засегнати директно од само приватниот сектор. Значи, најголемите потрошувачи ни се приватниот сектор. Тој приватен сектор сега е на стаклени нозе, кажем. Како работа, што работа и што можеме да очекуваме од кога ќе отвориме. Може би овој народ, што 2 месеца ќе биде во изолација, психички проблем ќе сака да излезе. Знак прашалник е колку ќе има средства за да он потроши во ресторан. Работењето со половина капацитет кое се најавува за средината на мај значи и ангажирање на помалку вработени. Финансиската помош која се нуди е доволна само за еден месец, а не за соодветно продолжување на угостителската дејност, сметаат угостителите. Една од поголемите потешкоти е затоа што и мерките кои што се сега предложени од владата со последните препораки не се доволни. Значи реално тие не се осликуваат на што е потреби. И интересен момент е што сите нас не ставија во еден заеднички кош или систем, да речем, затоа што многу фирми половично работат. Некои се намалени со капацитет, значи од промет, од обрт или самото производство за 20, 30 или 50%. Дел од угостителските објекти, како нашите, значи рестораните и кафичите, најголем дел од нас се затворени, значи комплетно 100%. Значи ми немаме буквално никаков приход. Значи нашите обрти се намалени, така да престои, значи, интересен и тежок период кој би требало заедно да пребродиме, не би требало да не остават сами на себе. Најголем дел од угостителските објекти во Тетово се под кирија, дополнително отежнување за дејноста. Угостителите се надеваат дека со поддршка од државата ќе успеат повторно да го вратат стариот сјај и дека овие празни маси и столици наскоро ќе бидат исполнети со луѓе.